Добро вечер, Македонија, добро вечер, почитувана публико, за многу години. Денес имаме 3 празника, јас ќе ги одбележам и ќе ги спомнам празникот Свети Климент Охридски, пренесувањето на моштите на Свети Климент Охридски и празникот, односно посветен за великомученикот Пантелеймон. Драги мои, убаво е кога ги прославуваме овие наши празници кои го дефинират и потврдуваат нашето православно постоење. Во рамките на емисијата Вечерва со Слободан Томич, јас ја посветив темата за и околу случувањето во овие изминати неколку дена, да речеме, кои го задржа вниманието не само на домашната, туку и на меѓународната јавност. Имајќи факт дека некои и натаму сакат да си поигруваат со огнот и да си играат политиканти кои мислат дека ако не се на политичката сцена е потоп, е смак на светот. Од друга страна, дипломати кои треба да го почитуваат дипломатскиот кодекс, бонтонот во дипломатијата и пред се меѓународното право. Македонија е држава суверена, самостојна, независна, со сите незини белези и сите законски форми и регулативи, како на меѓународен и на домашен план. Секој политичар треба да го почитува меѓународното право, како што реков и дипломатскиот бонтон, и нема тука коментар. Затоа темата, по ваша преференца, мене закон, во секој случај, рековме ќе ја дефинираме како Косовска равенка преку грбот на Македонија. Кој сака да ја инволвира Македонија во некои играри? Чест и задоволство, почитувани, затоа викна вечерва двајца соговорници кои сигурен сум дека ќе го задржат вашето внимание, бидејќи двајцата побудуваат голем интерес кај вас на која да сте телевизиска станица, имајќи факт дека овие двајца соговорници има што да кажат. Нема да ми замери од мојата лева страна, па му дам предност на не да речам возрастниот, да речам поискусниот. Тоа е господин магистер Љубомир Ѓурчевски, поранешен помошник и директор на БЈБ. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добре најдов. Бе чест и задоволство. Од мојата лева страна, почитувани, мојата слабост кон новина, што наистина ово е 4-то гостување во моите емисии на ова вистинска телевизија, а искрено, ве освои каде и да сте, бидејќи не можат аргументите и боговите ги симнуваат капите. Тоа е Људизим Фаризи, доктор по политички науки. Добро вечер и добро дојдовте. Добро ве најдов. Нема да замерите, што е сепак предност му дадовме на господин Ѓурчевски, со оглед дека да ги споштуваме и тој бонтонот на представувањето. Слушај, старите се имале и во минатото имала некој ред по старите, односно по возрастните да ги почитуваме, така што јас имам чест да бидам во емисија со господинот и мислам дека ќе биде добра емисија. Секако. Јас реков и само под време да ви поставам прашање, вие сами ќе ја развиете темата. Еве дадовме тема по преференција на гледачите и на јавноста, Косовската равенка преку грбот на Македонија. Имаме случување што создаваат еден вид петарди, народна забелешка, да речам тоа, оценка од страна на ДУИ, кој дефинитивно не може да се победи со фактот дека е во опозиција. Љусим, ќе почнем со тебе. Како ја дефинирате фактичката ситуација што
Дуи и натаму вели дека е државнотворна партија и дека не може да биде во опозиција и не се почитува легитимитетот на оваа политичка провинција. Ние мора да признаеме дека на 8 мај на режимот го урнавме режимот, хибридниот режим, бидејќи така се нарекуваше во последните 7 години, односно после 2016, кога Дуи стана дополнително дел од власта до 8 мај, но не тој е целесно уништен. Дуи како политичка партија се градеше од 2002 врз основа на тоа како дојдоа на власт. Ние сите се сеќаваме, ние повозрасните, но тие длабоко влегува во збогатување на лични себе си, на своите семејства и на тесните луѓе кои владееле. Јас 100 пати, пак ќе го повторам, Дуи е акционерско друштво која функционираше безпрекорно овие 22 години. И нормално е дека тие под секоја цена сакат да бидат дел од власта. Кај Дуи има еден синдром кој јас би го именувал, нели тоа што беше со вакцините, што јас го кажав, тоа мислам дека тие патат од еден синдром кој е властитот. Тој се по секоја цена сака да бидат во власт. Тие кога дојдоа во власт, дојдоа од 2002 година преку војната што е направена. Така тие не дојдоа од свадба директно или на директно честни избори во 2002 година. Така што и во 2024 година се обидува на друг начин па тоа да го бидејќи тоа не може да го прави како 2002 година, туку ги собра сите други политички партии од другите заедници, за жал, кои денеска ги представуваат како се чисто албански гласови. Дури за мене да сум, пример, Ром, Турчин, Босанец, би се навредувал на тоа, бидејќи Дуи како албанска политичка партија зборува на имена на истите. Јас мислам дека политичките партии кои се дел од Европски фронт, мислам дека треба да се дистанцират, според мене, бидејќи во иднина тешко дека би добиле гласови некој да зборува на твоја националност или на твојата судбина како заедница, што не е албанска нормално, и Дуи ќе се обиде преку тактизирање, бидејќи во Дуи челниците толку многу се збогатиле, така тие тешко дека ќе излегуваат во мејдан да се борат и на крај на краишта тие чекат у септември за да го мерат пулсот кај клиентелистите, односно кај нивните луѓе што ги имат вработено. Албанска народ, како народ, мислам дека се свесни за тоа дека Дуи тоа го прави за лични интереси, односно на тие акционерите кои се во партијата. Така што од септември ќе видиме кој ќе излегува на протести, бидејќи тоа не го исклучуваат и тој не го кажува дека ќе излеземе у протест. Тие директно не кажуваат дека ќе излеземе на протести. Бидејќи не знаат колку е капацитетот дека на луѓето ќе излегуваат. Еден дел од народот се совлен, кој се дел од власта, нормално тие се симпатизери, секоја политичка партија се симпатизери. Еден дел беа со нив, тие се клиентелистите, ама клиентелистите не се верни до секогаш за политичката партија, пошто нив не ги врзува идеалот, нив ги врзува едно работно место за да имат во интересот, личниот интерес. А третиот дел, тој можда што треба да протестира, тие може да протестираат само во Европа, а на нив не им интересира, тие одидат во печалба. Така што нема кој, мислам дека нема кој да им излезе на протести, бидејќи тие неверојатно, јас и во друга емисија кажав и денеска да се повторувам, дека ги замолувам само во петок после молитвите луѓето кои излегуваат од џамија за да не ги вадат во протести. Бидејќи и во тој период, значи клиентелистите, односно тие што работат во државна администрација, идат се клањат и се вратат, во тој можда го користат и делот од паузата што му следува. Сега колку е тоа
за англски не знаеме, но мора да јас ги почитувам луѓето кои го почитуваат пред се верата, но после тоа треба да се вратат нормално на нивните работни места. Да функционира. Така што ќе видиме кој ќе јас се надевам дека народот нема да падне на тие ниските нивни политички цели кои нивната единствена и последна е да се бидат дел од власта, за да можат да продолжат, како што кажат, како досега, значи како досега тоа мислат дека секогаш ќе биде за нив. Господин Джушевски? Јас да се надоврзам на сето ова, со оглед дека нели јас во мојата кариера предолго работев во средини каде што живеат албанците, каде што сум бил и раководител, така да многу добро ги познавам и традициите и религијата на албанците и односот внатре во самата конфесија. И од тука, кога зборуваме за она како Дуи дојде на власт, мора да имаме во предвид дека начинот на нивното финансирање и начинот на обезбедување на парите, се враќам на почетокот што го кажав, не сега нема ни едно кафе да послужат, точно е исклучиво по принципот на организираните форми на криминал, искористувајќи ги привилегиите кои што ги носи власта. И од тука они грчевито ќе се борат по секоја цена да бидат дел од власта, односно да го преку што ќе може да го задржат украденото. Јас тоа постојано го зборувам, тоа е едно од началата на организираниот криминал. Значи, сторителите, особено сторителите на финансиските кривични дела се најопасни тогаш кога почнуваат да го губат заработеното, односно да губат од тоа што го заработиле, да ги губат привилегиите, затоа што они само врз основа на тие привилегии се чувствуваат моćни и сигурни, и кога ќе почнат да го губат она што на криминоген начин го заработиле, впрочем и премиерот Мицкоски деновиве ја потврди таа теза на организираниот криминал дека секој пат се најопасни кога треба да го задржат украденото, и од тука јас се согласувам со ова. Сега е многу битно да се види до септември месец како ќе реагираат албанците во целина. Значи, кога зборувам во целина, затоа што Дуи упорно оди прво со навреда на албанците, зборувајќи дека оние кои што гласале 85-90 илјади за Влен дека не се албанци, нели самите ги навредуваат, што е најголемата глупост која што една партија која што толку долго била на власт може да ја искажи према сопствениот народ, и од тука да го дискредитираат, тотално да го дискредитираат албанецот, но со тоа они покажуваат дека нивниот интерес не се правата и на граѓаните, било да се тоа албанците, македонците или било кој друг. Затоа ќе се навратам на она што викаме што прават овие другиве националности кои што станаа привезок. Значи, Дуи воопшто не ги разговарат за нивните права и за нивните обврски и за нивното учество. А збори за меѓуетнички. Точно, а зборува за меѓуетнички, и затоа треба да се биде внимателен и внимателно да се следи, затоа што Дуи покрај овој клиентелизам ќе се обидит да примени методи на организирани форми на криминал, уцени и закани према оние на кои што им дал одредени бенефиции, им дал работно место, им дал вработување, други бенефиции, им дал тендери за одредени приватни фирми кои што според логиката на организираниот криминал секогаш ќе морат да се починуваат на волјата на лидерите, што е, мислам, многу погрешна теза. Како ќе ги казни кога не се власт? Дозволете, имаат они методи во организираниот криминал, знаете, они знаат и да бидат и насилни, и дрски, и да уценуваат, и да се закануваат, и да применат физичка сила врз одредени структури. Вие знаете, се сеќавате на пукањето што се случи пред штабот во Мала Речица, кога Кумановскиот огранок се спротистави на некои одлуки кои што ги носеа во Дуи. Така да мора да се види, особено безбедносните служби мора да реално да ја следат состојбата, да не ја пренадувуваат состојбата од евентуални протести. Правото на протест припаѓаат на секого и секој според Уставот на Република Македонија може да протестуват, но протестите мора да бидат во рамки на законот за јавен ред и мир, да не бидат насилни, да нема сторување на кривични дела, да нема сторување на прекршоци и така натака, да не доваѓа до судир со институциите на државата, особено со полицијата. Правото на протест никој не го забранил.
Уставот го дозволуваат, но има процедури и постапки како се оди, се најавуваат, како се најавуваат, што се најавуваат, се со цел да не се загрозат меѓуетничките односи на многу повисоко ниво. Знаете, она како викат, еве, она што сега се случува во Англија. Знаете, кога ќе падне крв или кога ќе дојди до физички пресметки, веќе адреналинот си го прави своето и тоа е таа опасност на која што безбедносните служби мора многу да внимаваат и мора да бидат крајно професионални. Значи мора, не може поинаку, затоа што ние имаме проблем со неучество во власт на луѓе кои што дошле на власт на криминоген начин. Значи, ако добро ја анализираме... И владееле така. И владееле криминогено, и сите дошле некако се протуркале во таа власт, пак викам со тие криминогени активности. Јас дори имам зборувано во некои медиуми, не во некои, во многу медиуми, посебно и за Артан Груби, посебно и за Бујар Османи, посебно, значи кој како се нашол во Дуи и кој како дошол до тие главни позиции, и не случајно во една ситуација, баш на овај медиум беше, кога реков дека доколку господинот Али Ахмети во 2021 година или 22 го послушаше Изет Меджити и ги тргнеше тие криминогени структури, односно водачи на тие криминогени структури внатре во Дуи, Дуи немаше да се доведи во ситуација на вакви поделби внатре. Немаше да се доведи во вакви поделби внатре, че имавме многу по-реална политика и многу по-реален однос внатре во партијата. Господин Феризи, факт е дека меѓународната заедница во низ наврати, се случи холандскиот амбасадор не отиде во влада, но отиде директно во мала речица на Али Ахмети да укаже за криминогените активности што ги има туј. Се сеќаваме сите, се сеќавате и вие. Од друга ситуација, господин Джушевски спомна за канување, вие спомнавте, еве да речеме условно како ги нарекавте, клиентелисти на Дуи кои добиле работни места, задачи. Како че им се закан Дуи? Еве господин Джушевски спомна на насилнички и секако пат. Тие немат други инструменти, тие не се власт. Ми одат два начина на размислување како тие сакат да делуваат. Единствениот сојузник на Ахмети моментално во регионот му е Еди Рама. Ако се го враќате филмот, да. Професорот знае подобро од мене како дојде тој од власт. Памтите февруари 2012-13 кога он сам праеше протести, Еди Рама, и ги пуна внатре 4 луѓе. На самиот протест. Значи луѓето се гледа со чадор, го пукат еден од друг на самиот протест внатре и го обвинува дека полицијата, односно дека тогаш се Либериша ги правеше овие. И од тогаш почна да падне владата. Тоа што кажа дека треба да бидат внимателни безбедносни служби, тоа многу е важно. Јас мислам дека ВМРО влијан и знам треба да се насочуваат во МВР да прават тотални реформи. Луѓето што се внатре на Дуи, кои се на клучни позиции, кои ќе им помогнеле, бидејќи ти ако немаш помош од Министерството за внешни работи, или ќе обструираат во која ќе биде после да се тргнат тие луѓе, одма реформите треба да се прави, се со цел кои ќе протестираат, тие може да протестираат, но ќе протестираат во рамките на законот. Јас во една емисија, не случајно сум го кажал ова пред една година, кога почнав да излегувам на телевизија, дека на нам ни требат големи реформи. И јас како човек сум радикалец. Што тоа значи? Но не по карактерот, по мојот карактер. Пошто јас сум реформист, но по темата. Ние мора да биме радикални во некои ставови, не чекори, односно реформи. Реформите треба да се прават ладнокрвно. Не треба да мислиме кој е во тој реформи, дали ми е братиче од друга. Без емоции. Треба најдобрите само да преживеат. Јас мислам дека владата треба потхитно да донесува, бидејќи ја има и двотретинското мнозинство, да направи закон за реорганизација на целата државна администрација и да направи план за намалување на истота, се со цел секој да си гледа себе си кај ќе се наоѓа. Јас мислам дека тогаш тие луѓе клиентелисти повеќе ќе се фокусират на себе си, да се наградуваат како луѓе, отколку да мисли да излезе на протест, да ја урне
власта, кај тој самиот работи, односно сака да го руши својот систем. Јас во минатото сум кажал дека на нас ни треба реформа, ако сакаш да се замараш со политика, ти ќе го ставиш работното место и ќе одиш да се замараш со политика, да бидеш член на политичка партија, да и во време на работното место кај ти треба да работиш, да одиш на протести, бидејќи во минатото ние тоа сме го виделе, и плюс да се замараш со политика, јас мислам дека ова е првиот чекор, ние кај треба да го делиме државата од партијата. Ние овој проблем, бидејќи секој што иде и се замара со политика мора да биде во некои клучни места во државната администрација. Така што ќе видиме што ќе се случи, како ќе ги прават чекорите. Влем како да се раскомотиле, знаете, ние влеговме во власт сега, сме владееме со државната власт. Ги патовте да влегате, треба онда направи... И си сега тие се борат моментално кој каде ќе оди директор, кој ќе се постави, ги исполнува, не ги исполнува. Знаеш што, многу е лошо што дуи им остави на наследство, каде секој можеше да биде на раководна позиција во државата. Многу, знаеш како фудбал што играат. Не, секој сега не ги знам тие позиции, но некој во одбрана, некој во среден ред, некој во нападот, но има некои клучни играчи што се во игра како познати што се во светот, Роналдо, пример, и Меси, кој му е слободно, тој може да... И овие како слободни играчи, тие се мислат дека се експерти и во секоја област може да бидат директор. Важно е да е директор, важно е да е министер, важно е да е заменик или државен секретар. Не е важно колку квалитет. Знае да се потпишува. Ние овој менталитет треба да го рушиме. Значи, да се плашиш да ја земаш позицијата функционер од државата. И многу е важно тој што ќе седне на таа позиција да прави првен, да има визија што ќе прави ако иде на таа позиција. Јас ти гарантирам дека сме имале, знаеме функционери, па јас од минатото сум бил сведок дека сме имале функционери, директори кои влезел, бил директор 3-4 години, заминал, никогаш не знаел што му бил неговата фирма. Што му биле задачите. Види, тоа е во основа е тоа точно така како што вие господинот Љурзим го презентират. Значи првиот чекор кој што мораше ова влада да го направи во овие 40 дена е точно да отпочне со силни кадровски реформи. Значи во сите приоритети, зборувам, ние имаме силни проблеми и во здравство, и во образование, и во безбедност, и во арма и така натака, и некако како предолго да се задржаа кадри од СДС и од ДУИ, кои што за себе влечат една одредена ситуација на криминогеност. И јас го поздравувам она што господинот Ташковски послуша некои експерти кои што му кажа, значи не е сега време да зборуваме што правевте вие овие 7 години. Сега е време во кое што треба да се спроведат предистражни и истражни действија, да се соберат еден куп докази за целокупниот криминал, да се излези пред јавното обвинителство. Во меѓувреме во овие реформи треба јавното обвинителство, значи да биде поставен државен јавен обвинител кој што го избират собранието, нели, на предлог на владата и така натака, за да значи нема кај народот да осети дека на вистина оваа власт дојде да спроведи право и правда еднаква за сите. Она што и господинот Љузим го кажуваат, некако како влен да се задоволи, односно како да чекат внатре дали има доволно кадар. Они имаа доволно кадар, само треба да се наслонат на експертите во делот на албанците, а не само на партиските лепачи на плакати. Значи тоа да го равчистиме, партиските лепачи на плакати си имаат своји заслуги. Си имаат своји заслуги кај сите политички партии. Дали е тоа ВМРО, дали е СДС, дали е исто така. Но за жал ги практикуваат. За жал ги практикуваат. И од тука мора да се направи и што побрзо да се комплетира целиот тој состав за да може да предложат, за да ги видат слабостите каде се.
за да секој во својот ресор предложи ти одредени законски измени. Например, ние имаме 15 години, не е чепнато, например, во здравство, да кажеме, листата на приоритетни лекови, лекарства, која што треба да се направи, значи да се ревидира, да се види, излегуваат секој ден, излегуваат нови лекарства. Или во безбедносните служби немаме, ама апсолутно никакви реформи и она што го направија со Агенцијата за национална безбедност направија политички огранок. Значи, и начинот на прием на кадарот таму, и начинот на прераспоредување од службата за државна безбедност во Агенцијата за национална безбедност, значи, тотално беше промаршен. Значи, сето тоа треба да се ревидира, да се види, затоа што вие имате на клучни позиции точно лица кои што не гледаат во интерес на државата, него гледаат во интерес на партијата. Партиски, затоа што имаме висок степен на партизација. И од тука е тој клиентелизам. И корупција и се тоа си е едно со друго, се поврзано. И вие додека не равчистиме ние со таа состојба, ние се до тогаш ќе имаме. Впрочем, Дуи, нека не се чувствува дека е во опозиција, тој има 15, 16 или 17 или 18 пратеници, така. Може да предлагаат во собрание еден куп закони, нека бидат конструктивна опозиција. Што е добро, значи добро ќе биде и за албанците. Влада во сенка, значи има милион начини како они да ги остваруваат своите права. Зашто се избрани? Зашто се избрани од граѓаните, ме разбираш, али се додека они одат со уцени, со закани, со навреди, особено па навреди на самите себе, на албанците што ги навредуваат и така натака. Се до тогаш Дуи секогаш ќе биде партија која што ќе се гледа дека е акционерско друштво. Се слагам, бизнис компанија во која што зборот на лидерот е закон, поголем дури и од правото и од се. И они дури огромен број на министри, нели сите овие години додека учествува во власт, што ти викат мене не ме избрало собранието, мене ме избрала Дуи, партијата. Отчет на мојот лидер, на партијата, на мојот партија. Сакам да ме прашам, господин. Да. Две работи сакам да ги кажам. Влен влегува во власт и не сакат сами да ги прават реформите. Си чекат сега ВМРО што ќе прави. Тие не се пресметуваат со Дуи, пример, внатре, во институциите, во борбата против криминал. Тие си чекат ВМРО да се пресметува за да ја играт истата игра што ја играше Дуи во минатото. Тие не се чепка со другите политички партии, но го ставили во ВМРО или во СДСМ во минатото. И сакат да го прават пак дека политичката партија, што не е македонска, односно македонската политичка партија, им прави притисок на албанците и тие се вовлекуваат во конецот што го тегнува Ахмети. Сакат во нивниот кош. Наместо сами да пресметуваат, бидејќи тие 400.000 или 500.000 ги собераш како популација 600.000 колку се во делот во власта заедно со знак. Тие луѓе што гласат, тие се жедни да видат дека се прават големи реформи, дека се прават пресметка, пошто ние цело време зборуваме за криминал и корупција. Тие се жедни да гледат како некој се оапсува, како некој се сатисфакција. Значи тие живеат за тоа. И затоа не треба да се збори што правеле, него дајте да многу побрзо. Мислам дека Панче ќе го работи. Панче ќе го изработи бидејќи тој бил и добар авокат и мислам дека многу добро менаџираше и во време на кога опозиција беше. Не, кога беше експертската влада, односно техничката влада и после тоа. Јас мислам дека безпрекорно работеше Министерството за внатрешни работи кога он го менаџираше, но треба да видиме сега народот тоа, пошто јас комуницирам секој ден. Значи тие се жедни да гледат некој тие што го злоупотребиле врз основа на докази. И знаете што е третото, што сакам да го поврзам, односно второто. Што ми беше поентата. Влен се 4 политички партии. Сите се лидери, заменик, председател, четворица се таму. Министри, вице-премиери. И на сите на нив им паднале по 40 или 50 позиции. Тие знаеш кој ќе стават? Братучетот, овој другиот внукот, третиот. Значи сега многу побрзо се фаќаат врските за позиција. Може еден министер да има
7 позиции во како е изедничи да му паднат сите роднини. Братовчет, внук, Вујко. Не може би партијата. Зато реков не требат партиски војници. Што мене ми падна мене треба една за секогаш. Да им кажеме на крај, кога ти станаш функционер со семејството. Јас гледам, тие ми паѓат па мене, пошто тие ситните работи многу се важни у животот. Так. Станал пратеник во собранието, мажот секој ден во собранието, што прави тој? Кој го избиравме? Ние сега пратеничка избиравме или пратеничка заедно со семејството тамо? Така е, така. Па јас ги гледам не се у сликите постоја секој божен ден, тој и дополнително, ајде да не кажам советник да не е. сега или обратно, мажот жената ја носел таму во собранието. Што прави жената во собранието? Или во министер кабинетот? Жената ти е за дома, семејството е за дома. Што ти барате тебе во институциите? Значи, ние една за секогаш од овој синдром треба, ама тоа знаеш како ќе дадат луѓето отчет. Не можеш ти да правиш како во сите држави во светот. Добро што не се случува скандали со корупција, ние на тоа треба да се пошто овие ситните работи може да се оправат. Во сите држави и регионите и кај нас и во светот се случило повеќе скандали у власта, нормално, таму се криминалната корупција. Кај нас во овој пред да чукнеме, не се случува тоа, но се случуваат скандали во собранието. Обратно, во законодателниот дом, председателот на собранието 3 пати прави кардинални грешки. Можда не се спротивно на законот, но е спротивно на етиката. Тој треба да биде малце попредпазлив. Првото му беше да... Заклетвата која даде на... Не заклетвата, кога, заклетвата... Така, ајде некако... Че помината ја успеле законот од тука. Дава изјава, заборава каде се наоѓа, дали во Косово или во Македонија се наоѓа. Тоа можда добро не го искажа, можда емоциите го фатило во моментот, но ти треба да знаеш од каде земаш плата и кај се наоѓаш. Првото. Второто, се клања, се моли во собранието, што никој што не се случи. Не јавно, така јавно не може. Не може кај него во канцеларија затворен, заклучен. Да поделиме, ние треба да поделиме држава, партија и религија и верски институции. Да се почитува 19-тиот член од Уставот. Секуларноста да се. И третото, ова некни со полицаец. Со полицајца, што изјавува дека ги носат. Добро, носењето можда тој ги носат. Сега вие знаете подобро од мене тој дел. Ама ти да шефуваш во државата, знае кој е министер за внатрешни работи. Не може да биде службеник од тоа е темата на нашата емисија. Ќе го искоме. Така што јас дали косовската равенка преку грбот на Македонија. Овој случај не е прв пат. Значи, 2 пати се случило во времето на СДСМ и ДУИ да се случат вакви пропусти, истиот председател да се однесува така на граничниот премиер во Македонија. Бидејќи веќе изјавено, дадена се информации и се соопштено. И записниците потврдуваат. Еве како представник на полицијата, поранешен директор на човек кој што цел живот го посветувате. Како вие тоа го дефинирате, имајќи факт дека навистина е голем скандал? А од друга ситуација, ќе завршам, спомна господин Љузим дека премиерот на Албанија ја поддржува ДУИ, а од друга ситуација премиерот на Косово ја поддржува Влен. Така. И сега искачат двајца премиери да најдат еден модус вивенди. Од друга страна, Вјоса Османи вика, ова е пропуст. Не речем сега... Не требаше така. Имаше и друго соопштение од кабинетот на Вјоса Османи, мора да го имаме во предвид, каде што она излезе со смирувачка тензија, каде што вика дека доколку сакат Република Македонија, овој проблем може да се затвори, да се заврши, но да се заврши. Те сега е проблемот во тоа што ние сите сакаме овој проблем една за секој пат, значи да го ставиме на едно ниво, да се добие епилог, но да се добие законите епилог и неслучајно јас веќе за некои медиуми тоа го зборував, а после тоа и премиерот ме потврди, каде што кажувам дека секое патување на државните
функционери, особено председателите, премиерите и председателите на собранијата, кои што уживаат и соодветен дипломатски имунитет кога патуваат во земји од регионов каде што одат со возила, претежно со возила нели одат, не добро е, задолжително да се најавуваат преку Министерствата за надворешни работи, за да се знае дека тој и тој ден во толку и толку часот ќе поминува, ќе транзитират низ Република Македонија, затоа што треба на комерцијален лет, пошто нашите председатели немаат, односно и ние сме посиромашни држави од регионот, па често не користиме собствени авиони, претежно патуваат со комерцијални летови за да се регулира целокупната работа, односно да ја проследи ескорт од државата. Ескорт, зборам, полициско обезбедување, нели, ја прифаќаат од граничен премин, од влез во Република Македонија, ја носи до аеродром, на сите аеродроми процедурите за безбедност, без разлика на ВИП, за безбедност се право и обврска на концесионерите. Значи во делот на безбедносните мерки, ниту еден пилот нема да полетат со авионот доколку не се завршат безбедносни процедури на целокупниот багаж, што е факт, без разлика, таму нема имунитет. Кое што е? Не, таму нема имунитет. Значи во проверката на багажот нема имунитет затоа што има правила. Не само тие се меѓународни правила затоа што знаете што значи терористички некој подметнат нешто кај човек со ВИП статус. Еве, јас тоа и го коментирав и за други медиуми, каде што кажав, еве, например, го земам случајот со Срџан Керим. 850.000 евра во флаша, нели, во шише ги изнесува спротивно на сите законски прописи од Република Македонија. Тој подлежи на контрола. Го абсолвира случајот со ерменските дипломати, нели, со авионот изнаемен чартер лет, за да го извадат дипломатот кој што переше пари, кој што беше обвинет во Ерменија за перење пари, за да не легне во притвор. Понатака го коментира случајот кога во джип на Опсе на граничен премин во Џафасан беа пронаѓани 5 килограми дрога уште во време додека јас работев во Министерството за внатрешни работи. Значи кога ќе ги погледнете, често пати сме имале ситуации да се злоупотребуваат. И затоа има меѓународна конвенција донесена 1961 година за дипломатите и како се врши контрола и надзор на дипломатските пратки, дипломатската пошта, кои се односите, значи без разлика што единствено за да ги заштитиме тие дипломатски односи, нели, односно тие дипломатски права на лицата, има засебен ВИП простор, каде што се влегуваат во тој ВИП простор и тука се вршат сите безбедносни процедури на личен багаж, на се што треба да се изврши, тука се извршуваат и пилотите се известуваат дека сите патници се со поминати низ безбедносен режим. И не отука, значи јас кога тоа го кажувам, најмалку пак доколку настани ексцес како што настана на Скопскиот аеродром, постапката за барање на соодветна асистенција не е председател на странска држава, пошто Косово нели е друга држава, со некој си по личен основ, со председател на собрание, него има ниво. Ако веќе немала време да се јави на амбасадорот на Република Косово во Македонија, па тој по целокупниот дипломатски пат си извести, ти си бидите известено Министерството за внатрешни работи и да интервенира тамо, што треба да се даде асистенција, тогаш требало да се јави кај председателката на Република Македонија во кабинетот и да побарат соодветна припомош. Значи тоа е нивото, председател со председател. Бе разбирате, значи не може сега јас да се јавувам на председателката на Косово. Се знаете, ако сум во полициска посета, моето ниво се знае до каде е, со тоа ниво контактираш. И она што викаме, председателот на собрание, и ако била побарана асистенција од него, па тој требало да го информират министерот за внатрешни работи, на крајот на криштата тој го избират, нели, собранието. Ало, министера, види, имаме проблем со председателката на Република Косово на граничен премин на аеродром во Скопје. Значи да се преземат сите дејствија. Проблемот е овде што господинот председател на собрание, дали од непознавање, затоа што ние па не можеме да очекуваме дека тие функционери па се експерти за се.
за сите области, ме разбирате? Дали он е премногу краток период, па и премногу краток период е во политика од 2015-16 негде тој се појави. Па немаат советници? Да, па иде, ама проблемот е тука, јас не случајно и јас и Фарези тоа го напомнам. Не слушаат експерти, во тоа е проблемот. Тој наместо да си земите експерти околу него кои што ќе го советуваат за одредени, така, за одредени. И сега тој како председател на собрание, затоа што не си ги слушаат експертите, сега ќе се најдат во услови на интерпелација. Но еве за двајцата. Значи, ова веќе пракса стана два пати во времето на Бујер Османи. Не сакам да ја коментирам председателката. Не сакам да кажам колку тоа е лоша практика. А во времето на Бујер Османи, ќе ми дозволите, морам тука 2 минути, ви остав цело време да имате меѓусебна комуникација. Значи, лоша ни е меѓународната политика, односно Министерството за надворешни работи, кој мора подитно да доживе вистински ресет. Имаме импотентна дипломатска елита, така наречена, која не е во функција со партизација во времето на Бујер Османи и неговото обкружување. Ова што се случува, значи се повикуваме изјавите од медиумите, дека во времето на ДУ и СДСМ, господја истата председателка, 2 пати исто така ја помина границата и ова беше третиот пат. И конечно, што се случува? Зборевме и пред емисијата, имавме голем скандал, господа, во Австрија, каде што беше пријавено транспорт, префрлување мебел за дипломатски на КДП-ата, дипломатиските представништва, а тоа беа шверцувана роба, акцизни злоки, цигари и алкохол, виски, така натаму. Тоа беше резил на сите резил. Дали конечно сте дека, како што спомнате, да се направи реформи во Министерството на внатрешни работи и Министерството за надворешни работи. Целата влада, реформи во целата влада. Ја зборуваме барем така ни беше зборувањето во таа насока. Верувајте ми, ќе го спомнам, за мене представа предизвик. Застанам за тој амбасадор Зоран Дабич, кој се спротивстави како председател на синдикат на МНР и 20 министри суспендирал, Никола Димитров и Бујер Османи. Дали такви фајтери ни треба, кои знаат како да менеджират работата? Види, ние овде, значи кога зборуваме за овие ексцеси кои што ни се случуваат баш точно од председателката на Република Косово, затоа што со другите дипломати горе-доле, од другите држави немаме такви. Дали тоа станува збор за неискуство, дали станува збор за некоја препотенција или така натака. Два пати се значи, случува. Не, ова е трет пат. Значи тоа треба да си го кажат службите од кабинетот на председателката Вјолца Османи, сега ние да не се впуштаме да попуваме на нешто што не е наша надлежност, него службите на највисоко ниво. Мене ме радува што ние како држава, значи ние како држава Република Македонија, она што го има обврска според меѓународните конвенции за дипломатија, дека за целиот овај настан треба да се спроведи истрага, затоа што концесионерот, во случајов ТАФ, и неговото обезбедување и неговите контролори тамо си имаат контрола над контролата, па требало, доколку имало настанал ексцес, тие да си пријават кај таа контрола и доколку погрешил работникот на концесионерот, има, значи, постапка како ќе си го санкционираат. Тој е едниот проблем. Вториот проблем во расчистувањето на целата оваа работа е она што викаме. Не може полициски службеник по било кој основ се нашол тамо, ете го испратил председателот на собрание, тамо да се однесува шерифски надвор од законот за полиција. Тој е пред се е полицаец. Кога отишол тој тамо, а намерата му била да ја смирува ситуацијата, значи тој не смел да вади огнено оружје затоа што немало загрозување на безбедноста, ниту на неговата лична безбедност, ниту на безбедноста на председателката на Република на Косово, ниту па безбедноста на незиното обезбедување кое што е тука. Затоа викам дека има некои постапки кои што треба да се разрешат и од тука Министерството за надворешни работи е клучниот фактор. Јас дури
имав можност да ги проследам изјавите и на Пацоли и на некои други докаджени кои што одеа изјави од косовските медиуми, едни одеа во насока на тоа дека ја лоцираа вината кај претседателката на собрание, други одеа во насока на тоа дека македонскиот амбасадор треба да биде протеран од Косово, фатен малтене за уши и сврлен. Значи секогаш одеше во насока да ги искомплицираат односите помеѓу лоши односите меѓу така меѓу државите и од тука Што дојде некому иде у прилог. затоа дојде до таа средба помеѓу премиерот на Косово господинот Курти и премиерот на Република Македонија господинот Мицкоски, се со намера, значи овој случај и сите претходни, затоа и се посочија овие двата претходните, сите претходни едне за секогаш да бидат затворени, но да бидат затворени согласно законски прописи и меѓународни договори. Значи никому не оди во прилог да ги влошуваат односите помеѓу државите во регионов. Соседот е поблизо од родениот брат. Ние Ете можеме тоа, да извини, тоа сакав да го... Само да додавам дека од кога дојде премиерот на Косово тука кај нас, мислам дека тој многу елегантно Така. го ја затиши работата. Точно така. Тој свестен бил дека претседателката на Косово има направена грешка Така. и кога дека надлежните треба да Да си го решат. истражуваат. Јас мислам дека тогаш што се случи тоа, ако идеме од негатива за во позитива, за да гледаме дека тоа ние што сме го кажали во минатото дека во внатрешните работи, односно во целата државна власт има проблеми и дека луѓето кои не ги знаат ни службените положби кои им се, кај нас знаеш што прават, луѓето работат надвор од надлежностите што ги имат. Секој си мисли дека кога станува во едно работно место, тој генерално го гледа, тој мисли ги има сите овластувања, така што добро што се случи тоа и некој да биде протеран од тоа, да кривично да одговора и дисциплинска да му водат правилно, за да се опаметат други. Тоа покажува дека системот почнал веќе да работи. Тоа е многу добар чекор, односно знак дека ние може да се надеваме на подобрување на институциите, во конкретниот случај Министерството за внатрешни работи, и сега во иднина секој што ќе биде во на таа позиција треба свесно да одговара на ситуацијата согласно законите, прописите во Министерството или особено во другите институции, пошто нам реално ни требаат длабоки реформи. Двајцата сте најкомпетентни да дадете одговор, што ги со двајцата прави поединечна емисија. Дали се знае фактичката финансиска злоупотреба на СДСМ и ДУИ, особено ДУИ излезе влен преку партијата на председател на собранието, тоа беше господин Сали, министр за финансии, лоцираше еден финанска коруптивна ситуација околу игрите на среќа, каде што се проневерени 10,5 милиони евра. Може да ми кажете колку е финанската катастрофа, таква е, или корупција, или кражба со еден збор, како да ја крстиме? Кражба се е кражба, не тоа е позајмица, тоа се земени пари. И што е ова? Прво се слушам дека не може се комплетира оградата кај владата на Македонија. Дојде до едно место и повеќе ги нема тие останатите делови и се збори дека еден дел се во Струмица, нема некој карикирање, али се збори. Еден дел се на кај општина Чаир, односно у близина на зградата на Артем. Ајде вака. Значи, затоа претходната влада на крајот на својот мандат, кога веќе беше кристално јасно дека ќе ги изгуби изборите, отиде со наврат на нос измени на кривичниот закон и намалување на санкциите кај одредени кривични дела кои што злоупотребата на службената положба, кое што е доминантно кривично дело во злоупотребата на буџетските средства, каде што ревизијата, државниот ревизор, нели ревизијата сега да ги констатираат тие слабости, и од тука обвинителството заедно со финансиската полиција, заедно со криминалистичката полиција, заедно со управата за јавни приходи спроведуваат истраги за да дојде до главната поента на нешто. Факт е дека и во случајот на лотарија и во многу други случаи имаме штетни договори на штета на буџетот на Република Македонија, се со цел за
богатење, Лично. односно заради лична материјална корист на одредени Лично збогатување. на лично збогатување, лична материјална корист на тие кои што биле овластени да ја спроведат постапката во име на Република Македонија, односно на правното лице. Овде го зборуваме за било да е за лотарија на Македонија, било да е тоа за Македонија пат, било да е тоа за здравството, било да е Бекте, тоа Ленка? затоа реков Македонија пат, Да. било да е тоа здравството со набавската на лекарствата за време на корона кризата, со изградбата на оние картонски болници, јас што ги Да. нарекувам, нели, како она што изгоре во Тетово, тоа е жив страм, значи за целата таа работа, и они мислеа дека ќе се спасат од еден кривично правен прогон. Јас секога советувам да не зборуваме колку. Има ревизија, има јавно обвинителство, има законски рокови. Значи, истрагата не може да трае подолго од 3 плюс 3 месеци. Тоа е согласно закон, ЗКП предвидел, Законот за кривична постапка. Предвидел 3 плюс 3 месеци. Значи, ако денеска ја почнеме истрагата врз основа на овој допрен глас, дека во лотарија на Македонија се злоупотребени 10 милиони евра, јавното обвинителство веќе другото сабале е должен по допрен глас да поведи предистражни действија и да дадат насоки на финансиска полиција, на управа за јавни приходи, на криминалистичката полиција, каде да ги насочат своите действувања и своите проверки, или на државниот ревизор и така натака. Има доволно време да се направи и економско вештачење за да се излези со кривична пријава. Нема што да надам. Јас и во моите трудови по однос на економските кривични дела не барам и не предлагам мерка притвор. Не, него конфискација, односно забрана за отуѓување и оптеретување на стекнатиот имот. Па ќе му забранам, односно ќе му запленам имот до трето колено. Не до прво, до трето колено во семејството, кујчи, ниви, возила, све, да не сме да ги оптоваруват, значи да ги задолжуват, да ги заложуват, да не сме и да ги отуѓуват, ме разбирате, и ако државата го добие процесот, да му ги конфискуе, за да ги поврати средствата во буџетот. Ме разбирате, тоа што ќе легне во притвор или нема да легне во притвор, најмалку ми е битно. Најмалку ми е битно, затоа што јас сум практичар во таа работа и знам... Госпоѓа Сладжана Тасева, поранешен председател на антикорупција и на Transparency International, во една моја емисија, вели Слободан, абе, че тој и еден прст да му исечат или нешто му се ќе издржи ли 5 години затвор, ама знае кој ќе излезе, има 100 милиона евра, 200 милиона евра ќе ги... Значи, ова јас го имам објавено во мојот магистерски труд, дослов се стои дека не сум поборец на мерка притвор, него сум поборец на алтернативните судски мерки. А алтернативните судски мерки се точно тоа, нели? Забрана за вршење на дејност, забрана на капиталот и конфискација. Не, само прво забрана за отуѓување и оптеретување. Значи не сме да го заложуваат, не сме да подигнуваат кредити, не сме да го отуѓит, не сме и тоа, и тоа до трето колено во семејството. До трето. До трето колено. И тогаш, брат, јас да ти кажам, дали ќе се успели? Да, тој ако проневерил 10 милиони, ја ќе му запленам имот. Да не видам судот, не јас, него судот во постапката ќе му запленит имот може би 20-30 милиони евра, знаејќи ги јас, пошто тие лица, некои од тие лица ги познавам лично од чаир од моето работење, знам во какви семејства живееле 90-тите и почетокот на 2000 до 2005-2006 година, а знам како станале мултимилионери после 2006 година, значи лично, затоа што ставам со работа. Господин Варизи, дали е... Професорот каже нешто што можда за народот не е многу важно, пошто народот сака нешто, ти кажав, притвор, едно затвор. А не дај Боже да те слушнале, односно овие бизнисмените што ставаме преку ноќ, пошто тоа е најлошото за нив варијанта. Тие се спремни 100 години да лежат у затвор, ама никако имотот да го дават. Така е. Така што, пошто тие цел живот се живееле за да станат богати на таков начин, мислам дека констатацијата на професорот, пошто имаме и направени истражувања во тоа е една од најлошите мерки за нив, за тие што се збогатувале. Преку ноќ е една од најдобрите мерки за сузбивање на организираниот криминал, бидејќи овие не само на коленото, овие дури и го прават богатството само на други луѓе. Јас мислам дека други истражувања треба да се направи малце пошироко,
бидејќи тие стекнатиот имот не го праца кај нас, туку го носат во странство. И тоа е најтешко да се открие. Извини што ти упаѓам во збор, но ние во организираниот криминал викаме вака: потрагата на парите. Кога ќе тргнеме потрагата на парите и кога имаме судска постапка на барање на судот со судска наредба и странските банки, било да се тоа во Швајцарија, во Германија, во Русија, во Кина, било каде, се должни да дадат податоци, но само на барање на судот, не на барање на Професоре, само една секунда. Многу кратко. Јас се чудам, пример, се движам со кола и гледам во село, продават коли, пример, возен парк, гледам 50 коли, кој секоја кола е на 30.000 евра. Што прави тој у село? На кого му продава кола? У село, сред село продава кола, плац има на коли. На кого, сега се мислам, на кој му продава, јас знам че ви се пие. Тие се пари што ги дават по ликвари. Генерално тоа го прават. Ние тоа што го сузбивавше во Косово, нели сте, пошто таму реално се прават и повеќе пари. Јас мислам дека и на тој начин нашата држава треба да земе пример Косово. Тука потврли царина. Тој ќе внеси стари возила, но јас сите ќе му ги оцаринам, на сите ќе му наплатам данок, ќе му појдам таму и ќе му направам попис, ќе му... Јас мислам дека има многу за работа. Меѓутоа, само треба да има волја. И само уште олку. Откако ќе му наплатам данок, акциза и царина на возилото, тој ако сакат нека го регистрират, ако сакат нека го сечите, за да го продават на делови. Ние точно ја знам, криминалистички ние. Јас го ги собра возилата. Има многу важно прашање, меѓутоа апропо овие автоплацеви, и видовте иконографијата. Британско знаме, американско знаме, албанско знаме и автоплац. Нема да ме чепнете, зад мене стои Америка, Британија, видов и некаде и Франција дори. Дали треба така? Но, финалето е дека госпоѓата Агелер спомна дека ќе се прошири црната листа. Дали тоа значи дека со тоа ќе се санкционираат овие гласноговорници и плачковци кои дефинитивно побара панажа? Еден министер во најважниот сектор беше, не знам така споменувите, спомна по економија, и викам, зар толку е за жалење човекот нема панажа, тоа околу 2.500 евра месечно, а од друга ситуација се сомнува дека сите тие министри тежат по 100 милиони евра, апроксимативно, од овие години и 7 години изминати. Но дали црната листа, која ја нави Агелер, и ќе биде доста, можеме кај еден чаршав, може да ги опомени, не да речам да ги санкционира или да ги трнат дефинитивно политичката сцена. Со кого да почнам? Јас. Повелете. Јас во една емисија тука сум кажал пред вас дека американската, односно Стейт департаментот лека, значи не ги става целокупно сите кои го злоупотребиле буџетот, кои се ризични за криминал и корупција. Туку кај нас, ако го прават туку кај нас, тоа е ризично и за американците, бидејќи Стейт департаментот му има објавено војна на целиот криминал во ниво на светот, така што секогаш кога политичарите паѓаат од позиција на како функционери и после се обидуваат тој капитал да го менаџират, тогаш паѓаат на замки, односно ги стават на црна листа. Јас мислам дека американците може да ни помогнат многу ако одеднаш сите ги стават во црна листа. Буквално сите што го злоупотребиле буџетот на нашата држава, а се ризични и за департаментот. Така што јас мислам дека кај нас тоа дали ќе биде од црна листа на нив не му е важно, но цената ќе ја платиш. Ахмети се дружеше во целата кампања со луѓето кои ги ставеше во црна листа, како беше Рамиз Мерков во Струга и го шеташе како бела мечка низ сите во тоа кампањата што ја праше изборната кампања, во сите меса до него, така што остана во опозиција и немаше после поддршка после изборите. Многу кратко време, молам само кажете. Доколку, значи, поентата, ова што го спомна и Фаризи, околу црната листа, значи не е во тоа дали некој ќе се најде на црна листа или не, поентата треба да ја гледаме во тоа да америчките служби
кои што ни се пријателски служби, нели, било да се тоа криминалистичките служби, FBI и така натака, да се да не ги броиме, или ДЕА во делот на борбата со трговијата со дрога, да ни ги дадат благовремено, да ни дадат материјални докази кои што ги поседуваат за тие лица, врз основа на кои што материјални докази ги ставаат на црна листа, нели, знаете и овие што сега беа ставени врз основа на докази кои што ги поседуваат за непостапувањето на судот во Струга, за други предмети кои што ги поседуваат за перењето на пари, односно изнесувањето на пари од Република Македонија, по сите основи, така да вие знаете, јас имам кажано дека не само јас и Transparency International, ако се вратиме 30 години наназад, ќе видите дека властите во Република Македонија не на непознат начин, на криминоген начин имаат изнесено приближно 30 на милиарди евра, кои што 30 на милиарди евра представуваат 6 буџети на Република Македонија. Дали се тоа ќе ни помогне американски нашиот сојузник, стратешки партнер, доколку наистина ги стави, како што спомна господин Фаризи, сите криминалци, сите негативни личности што се збогатија. Ако сакаме реална борба против организираниот криминал, значи треба да ни помогнат и треба тоа така да го сватиме дека одиме во насока на борба против организираниот криминал и против сите овие злоупотреби кои што му штетат и на авторитетот и на човештвото генерално. Господи, благодарам многу, Фаризи, за што бевте. Господине професор, благодарам многу. Позакам добро здраве. Драги моје, ова емисија бев еден само домаќин, сакав да ве препуштам на експертите од кои црпиме и една енергија, знаење, информации. Бите живи, здрави, рековме дека темата е по ваша преференца, а тоа е дека дефинитивно косовската равенка преку грбот на Македонија, инкорпорирајќи ги градиите на ДУИ СДСМ, верувам дека нема да им успе, со оглед дека во овие 60 минути поминавме прекрасен дискурс и посакам добро здравие и расположение и убав викенд и прекрасни празници што денеска ги обележавме. Да сте ми живи, здрави, пријатно вечер.